Здравствениот дом во Куманово продолжува да ги реконструира објектите на детскиот диспанзер и итната медицинска помош. Надлежните информираат дека градежните работи се при крај, пошто ќе продолжи и санацијата на дел од објектот во Тоде Мендол, каде е предвидено да се отвори и лабораторија. Во двата објекти се вршат целосни реконструкции кои се спроведуваат со сопствени средства на установата над 4 милиони денари. Во диспанзерот целосно се реновира. Под прозорци, врати, внатре мебел што треба да се мести, столчиња, све апсолутно значи ќе биде ново. Со европски стандарди и кога ќе биде завршено, верувам ќе ви се допадне на сите вас и на пациентите. Во брза помош, значи пред ова година е местено ново грејење, значи со топлинска пумпа. Значи ние сме меѓу првите или први во Македонија од здравствена институција што сме местиле такво грејење и еколошко и поевтино грејење. Значи пред ова година таму се сменети и прозорци. Значи сега е останато мебел внатре, све да се менја, плафон, столчиња, значи подразбира целосна реконструкција. Фасада надвор и други работи што ги опфаќа целосна конструкција. Ова е прво добро за пациентите, пошто ќе имат кај да чекат, кај да одат и да ја добијат приманата здравствена услуга, пошто ако нема услови, тоа е лошо и за пациенти, меѓутоа и за вработени, пошто вработените таму примерот брза помош, они се 24 часа во тие простории и да не имат услови за работа, значи тоа е лошо. Првин за нима, па после и за пациенти. Надлежните информираат дека по завршување на градежните работи ќе се распише нов тендер за набавка на инвентар. Плановите се во идниот период да се реконструира и објектот на школската амбуланта, иако таму работите ќе бидат отежнати. Овие кои беа поважни во центар, значи ги завршуваме. После ова верувам во ова година се надевам ќе има инвестиција и у школска амбуланта. Таму е малку проблематично пошто и кровот е овие канцерогени, тие плочи што се горе. Меѓутоа таа е барака. Значи за да се реновира барака е малце попроблематично него кога е конструкција како што треба. После завршување на овие два објекта, значи како што ви реков, следува реконструкција и дел од зградата на Тоде Мендол. Таму веќе пред ова година или пред 2 години завршиме со реконструкција на кровот, пошто таму беше катастрофа. Течеше од сите страни и значи немаше услови ни од тие што се у први спрат да работат. Значи тој проблем е решен сега, идемо од чекор по чекор. Од установата информираат дека располагаат со доволен број на вработени, сметајќи ги и лицата кои се со договор на дело. Во здравствениот дом во моментов на овој начин се ангажирани над 40 лица. Тие работат без здравствено и пензиско осигурување. Веќе долго време има некои кои се повеќе од 4 години што работат на договор. На дело, пример да ги немаме тие, и медицинските сестри, и докторите, и администрација, ние не може да функционираме. Значи, тука спаѓаат и шофери, замислите, со 4 шофери не може да покриема цел град, пошто нема теоретски шанси, ни практични шанси. Значи, мора да имаме поголем број. И затоа не се многу важни овие вработувања за луѓе што се веќе туи со години. Посочуваат дека годишно по неколку пати аплицираат во Министерството за здравство. Лани им било одобрено вработување на 17 лица, но само здравствени работници, не и технички персонал и администрација.